9 нови авиолинии од македонските аеродроми за 7 месеци. Владата активно работи да ја направи земјава важен авиокоридор во регионот. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски ги најави последните 2 договорени линии согласно последниот јавен повик со нискобуџетната авиокомпанија EasyJet која ќе лета од Скопје до Париз, стартувајќи од 2 април и од Скопје до Женева од 3 ноември годинава. Николовски потенцира дека овие 2 линии биле воведени на барање на македонската диаспора, но исто така очекува и повеќе туристи од Швајцарија и Франција. До сега, за жал, требаше да користат приштинскиот аеродром за да дојдат или да одат преку конектинг летови или да патуваат подолго за можат да се дојдат во Македонија. И вториот лет за мене е исклучително добар. Тоа е Париз-Скопје од аеродромот кој што е најблиско до центарот на градот. Се работи за аеродромот Орли, кој што е само 15 км од популарната Шанзелизе улица. Така што очекувам многу туристи од Франција да доаѓаат во Македонија и да ја користат оваа поволност. Планот е Македонија да стане важен авиоцентар во регионот. Скопје после Атина и Белград треба да стане транзитна станица за прекуокеански летови. Според Николовски тоа е комплицирана операција, но вели дека активно се работи на тоа. Таргетот бил северноамериканскиот континент. За да се исплатливи тие летови, потребни се многу повеќе патници, друг тип на авиони летаат прекуокеански, но сум, да речеме, умерен оптимист, дека Скопје може да стане само третиот аеродром на Балканот од кој што се лета прекуокеански. Во моментов има прекуокеански линии, односно една линија која што оди од Белград за Њујорк. Понатака има прекуокеански линии кои што одат од Атина и остатокот нема. Во првиот јавен повик беа избрани 6 авиолинии кои ќе бидат субвенционирани. Од Скопје повторно ќе се лета за Барселона и Дубај, ќе има линија и од Штутгарт и Лион, а за Истанбул и Базел се воведува лет и од Охридскиот аеродром. 4 од нив ќе ги реализира унгарската Визер и по една авиокомпаниите Fly Dubai и Turkish Airlines. Од 30 март 2 пати неделно Fly Dubai ќе лета од Скопје за Дубај и назад. Од Скопје ќе се лета за Барселона 2 пати неделно почнувајќи од 3 мај. Од 1 мај 3 пати неделно ќе има и лет од Скопје до Лион и 3 пати неделно ќе се лета од Скопје за Штутгарт почнувајќи од 29 септември. На Охридскиот аеродром новина се линиите Охрид-Базел која ќе се обраќа 2 пати неделно и редовната линија Охрид-Истанбул од 30 март која ќе лета 4 пати неделно. Од Министерството за транспорт најавија уште 3 нови авиолинии. Освен најавените за Париз и Женева, нискобуџетната и втора поголемина авиокомпанија во Холандија, Трансавија, која е дел од групацијата КЛМ, ќе лета од Скопје до аеродромот Шипхол во Амстердам, почнувајќи од 2 март. Николовски вели дека вториот јавен повик се уште трае, па очекува зголемен интерес и потврда на уште неколку авиолинии со кои Македонија авионски ќе се поврзе до што е можно повеќе дестинации во Европа и во светот.